Љубителите на фудбалот од нашиот град во саботата имаат две причини да бидат присутни на градскиот стадион во Кавадарци. Првата причина беше надпреварот од последното коло во втората македонска фудбалска лига помеѓу Тиквеш и Хоризонтот Турново, кој одлучуваше дали нашите фудбалери и следната сезона ќе играат во втората лига. Втората причина беше простувањето од активното играње на фудбал на долгогодишниот капитен на Тиквеш Горан Стојановски шефе. Тетекс го победи Металург со 1-0 на гости, а нашите мораат да победат за да не се грижат за опстанокот. Веќе во 10-та минута Бакрачевски му донесе водство на Тиквеш. Така беше се до 80-та минута кога на теренот за последен пат во неговата кариера истрча Горан Стојановски. И додека сите очи беа вперени кон него, гостите изведоа слободен удар и израмнија. Но во 84-та минута, по продорот на Дунимагловски, топката стигна до Стојановски, кој го постигна последниот гол во својата кариера, но гол кој на неговиот Тиквеш му обезбеди опстанок меѓу второлигашите. Тиквеш победи со 2-1 и остана во втората лига. Тетекски игра бараж за опстанок, а Металург и Вардар Неготино се селат во понизок ранг. По надпреварот, управата и со играчите на Стојановски му дадоа пригодни подароци во знак на благодарност за се што стори за клубот. Еве што во една ваква емотивна ситуација ни изјавија Горан Стојановски и председателот на клубот Илија Темелковски. Последно коло, втора македонска фудбалска лига, сезона 16-17, Горан Стојановски ги закачува копачките на Клинец. Како беше Горан во сиве овие години во дресот на ФК Тиквеш, а и во останатите клубови широм Македонија? Не знам од каде да почнам. 30 години активно учество со фудбалот, како вчера да беше. 2 децени, полн сум со емоции, дури... Тешко ли беше да се влезе во овие последни 10-15 минути? Најтешко. Знаеш, значи сум поминал се и се што... Нема повеќе. Најтешко. Последни 15 минути биле најтешки во кариерата. Ама сепак со твојот гол, Тиквеш остана во втората лига. Може Господ така сакал да се почнам со гол и му честитам на момците. Најзлажите цела екипа, стручен штаб, начело со председателот, градоначалникот, да не го заборавиме, кој што од голема помош. Здравје Боже од година појаки, со спонзорство, појче, да влеземе во прва лига. Остануваш во клубот? Во клубот останувам со помладите категории. Па здравје Боже. Здравје Боже, некој нов шеф ќе произлезе од тие дечки. Потом. Горан, во име на кавадаречката спортска јавност, јас ти благодарам за сето она што го стори за Тиквеш. За останатите нека благодарат другите, меѓутоа еве за Тиквеш благодарност уште еднаш и ти посакувам се најубаво во понатамошната кариера. Фала Михи, молим. Председателе, опстанокот обезбеден. Честитки. Да, ви благодарам за честитките. Она што беше желбата на фудбалскиот клуб Тиквеш, така и на пошироката јавност во градот, фактички на цела јавност, е да се обезбедеше постанок. После тие катастрофален почеток и убедливо последно место во есенскиот дел, дојде едно малку подобра ведрина во вториот пролетниот дел, во кој што се поконсолидиравме на почетокот, па настана пак некоја криза, за на крајот последните утакмици повторно се вратила на формата и во кој што се помоши заедно и со големиот број на навивачи и навијачката група, со максималната поддршка успеавме да дајме поддршки на самиот клуб и да го обезбедиме пласманот во втората лига и за наредната сезона.